Денеска на тест имаме уште една интерпретација на позната тема. Овој пат ни доаѓа од Toyota. Овој производител во своето портфолио има кросовери, спортско корисни возила и теренци, но немаше одговор во C-сегментот. Затоа ја лансира Corolla Cross, возило кое е позиционирано помеѓу атрактивниот CHR и RAV4. Со својот изглед нема што многу да понуди, бидејќи е базирана на Corolla. Единствено е подигнато растојанието од тлото и подолга е од конвенционалната Corolla за неполн 1 сантиметар. Значи и тоа е податок кој не е вреден многу на спомнување. Но на каросеријата аплицирани се сите оние додатоци кои асоцираат на спортско корисно возило. Тоа се пластичните рамки околу лаковите на тркалата и на долниот дел од каросеријата. На задниот дел повторно све подсетува на Corolla, како и гепекот кој има сосема добар капацитет. За својата класа тој е сосема прифатлив. Овој автомобил се надпреварува со Nissan Qashqai, Ford Kuga и да не ги набројувам другите, но има своји атрибути, а тоа е познатиот погон, хибриден погон само напојувачки, кој е типичен за Toyota. Поради изгледот и формата на каросеријата, во внатрешноста би требало да има нешто повеќе простор. Целата контура е кутиеста, па се надевам дека и во внатрешноста ќе има доволно простор за разлика од нејзиниот лимузински пандан. Во внатрешноста повторно позната атмосфера. Toyota направила интересна симбиоза на класичното и модерното. Веднаш кога ќе седнете на возачкото седиште, се чувствува дека не само влагањето е едноставно поради повисоко позиционираната каросерија, но и седењето е повисоко и ви дава една поинаква перспектива на патот. Седиштата не само што се ергономски, туку се и удобни. А мене ми се допаѓа употребата на физички прекинувачи. Тоа е оние што се за грејење на седиштето, како и манипулаторите за клима уредот. Централниот дисплеј кој има функција за инструмент табла има 12,3 инчи и има класична графика, додека ентертејмент системот, инфозабавниот систем е одлично позициониран на својата позиција и лесен и интуитивен за користење. Ова се првите впечатоци од внатрешноста на Corolla Cross. Редно е да видиме какви впечатоци ќе добиеме со возењето на овој хибрид. Toyota има огромно искуство во правење на самонапојувачки хибриди. Впрочем, Toyota е првата компанија во светот која го има имплементирано овој систем. Се разбира во Prius и тој е активен повеќе од 20 години. Оваа јапонска компанија знае многу повеќе за хибридите отколку било која компанија на светот. Па, од оваа нова генерација, четврта генерација на хибриди, ја извлекува максималната вредност. Самото експлоатирање на хибридниот систем е доведено до перфекција. Цело време автомобилот сам пресметува кога треба да даде екстра засилување од струјата и кога треба да биде исклучиво возењето на струја. Toyota нема голема батерија со голем капацитет, но од неа вади максимум.
Тоа е пред се направено поради отисокот на екологијата и се разбира економичноста. Во оваа констелација Corolla Cross располага со 197 конјски сили. Погонот е на предните тркала, но има и поскапа изведба која има и електромотор на задната оска и добивате погон на сите тркала. Кросоверите не се најдобри за возење на асфалт, но не се ни најдобри за возење на терен. Тие се некоја измеѓу класа која треба пред се да задоволи потреби на економичност, на просторност и на удобност. Тука Toyota ја има направено својата домашна задача на најдобар можен начин. Комбинацијата на класичното и модерното се спроведува и на механиката. Овој автомобил не е направен да лудувате со него, не е направен динамично да се вози, но далеко од тоа дека не поддржува малку поагресивно возење. И тогаш, кога сакате да извлечете максимум од склопот, доаѓа до израз еден недостаток. А тоа е CV-те менувачот. Само за демонстрација. Тоа е многу бучен кога работи. Чувствувате, додека не постигне својата сакана брзина, односно режим на работа, тој е пренагласен. Дури и нервира неговиот звук во кабината кога не возите со едно темпо на возење. Овој недостаток го регистрирам кај секое Toyota возило кое има автоматски менувач. CV-те менувачот е едноставен и неговата доверливост е на високо ниво, можеби и на повисоко ниво отколку класичните автоматски менувачи, но прави една непријатност кога го оптеретувате. Покрај критиките за бучавата на CV-те менувачот, може да се искритикува и управувачкиот систем. Тој функционира безпрекорно, но го немате оној вообичаен фидбек како лежи возилото на патот. Управувањето, како што реков, е прецизно, но фали малку поголема крутост за да пружи едно поинакво чувство за управувачот. Компромисите се тие, направени се доста, но за среќа тие не се одразуваат негативно врз печатокот за ова возило. Повеќе од јасно е дека не постои совршенство. Corolla Cross ми се допаѓа поради нејзината економичност. На нашиот тест ние поминавме повеќе од 500 километри и забележавме просечна потрошувачка од само 6,4 литри, што за дволитрен бензински мотор подпомогнат од хибрид е одличен показател. Она друго што ми се допаѓа кај Corolla Cross, тоа е нејзината цена. Неминовно е поскапувањето на автомобилите, но Toyota и тука е избалансирана. Со 40.800 евра за изведбата Executive Plus, ова е сосема прифатлива цена, дури е и пониска цена од многу автомобили во C сегментот кои не се кросовери, а се хибриди, без оглед дали се плагин или самонапојувачки хибриди. Toyota покажува дека старото школо се уште е во мода и го извлекува максимумот од она што го разви пред повеќе од 2 децении.
Може би оние 197 декларирани конјски сили нема да го задоволат вкусот на оние што сака динамично возење, но ќе го задоволат вкусот за една многу прифатлива мобилност од која не зависите од полначи, а сепак сте еколошки подобни. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав, бидете во добро расположение и добро здравје. За 7 дена повторно се гледаме. До гледање.